Нема повеќе губење драгоцено време, чекање во долги редици и одење од шалтер на шалтер. Македонските граѓани за краток период ќе имаат можност да вадат електронски документи кои ќе бидат подеднакво валидни како и хартиените. Оваа одлука ја соопшти министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски, кој вели дека владата донела 3 закони со кои јавниот сектор целосно ќе се дигитализира. Основата на овој процес според него е законот за Централен регистар на население, со кој се предвидува воспоставување на електронски регистар на населението како единствена и во реално време ажурирана база на податоци за граѓаните. Резултатот е елиминирање на бирократските чекори, шетање по шалтери, чекање во редици за добивање на документ. До услугите ќе не делат само неколку кликови. За граѓаните кои што нема да можат да побараат услуги по електронски начин, тоа ќе може да го направат преку канцелариите за една точка за услуги, како и на другите шалтери на институциите кои што нудат услуги. Односно, ќе постојат двете опции. Законите гарантираат целосна доверливост и заштита на личните податоци. Според Манчевски, со оглед на тоа што процесот на изработка на електронските документи ќе биде доста побрз и со помалку трошоци, институциите ќе треба да ги ревидираат цените на услугите и истите да ги намалат. Генерална заложба е услугите да бидат поевтини, затоа што ќе се намалат трошоците за произведување на тие документи. Но секоја институција посебно ги си го ревидира својот ценовник. Според законските одредби, регистарот и новиот национален портал ќе бидат ставени во функција за 3 месеци.